Пристигна веќе и нашата гостинка, Гордана Николовска, една од организаторките на Скопскиот Визер маратон. И темата, мислам дека е повеќе од очигледна, јасно е зашто ќе зборуваме. Гордана, добро утро. Добро утро. Ситно се брои до трката, односно на 1 октомври ќе се одржи, но исто така се бројат и годините наназад, 19 пат поред. Па ајде малку да се вратиме прво наназад, со оглед на тоа што имате маратонци кои што кога почнал овој маратон не биле ни родени. Да. Како беше самиот почеток? Првите две изданија на Скопски маратон се одржани 97 и 98 година. Тогаш Атлетски клуб Маđари бил организатор, нормално во поддршка и соработка со Сојуз на спортови на Скопје. Но маратонот е многу захтевна организација, целогодишна и бара високи финансиски средства. Во тој период не можеле да обезбедат и згаснува манифестацијата се до 2007 година. На иницијатива на Ерван Фуере, тогашен евроамбасадор, маратонец, кога прашал тогашниот градоначалник Трифун Костовски кога е маратонот, бил повикан, го повикаа председателот тогашен Ѓорѓи Кузмановски, председател на Сојуз на спортови на Скопје. Што правиме со маратон во Скопје? Имаме? Немаме. Како да имаме? Нема проблем да имаме, само ако имаме стабилна финансиска конструкција. Така се договорија, тоа беше 2006 година, некаде септември, кога ќе го правиме по повод Денот на Европа. Агенција за млади и спорт, град Скопје и Европска унија од самиот почеток се покровители и низ овие години, како возобновен 17 години, веќе успешно обстојуваме, се развиваме. Тие што беа неродени веќе сега трчаат, имаат одлични резултати и на почетокот ни беше тешко. Учевме од околината, учевме од тоа што сме го научиле на факултет или од искуствата на другите тркачи. Ни се случува пропусти, секоја година ги надминувавме, два пати една иста грешка е глупаво да се повтори. Но првата година, како возобновен 2007 година, имавме околу 700 надпреварувачи. Тогаш котизацијата беше бесплатна. Па тоа беше една од грешките кога свативме дека тие што дојдоа да земат мајци практично и не трчаа. И така свативме дека сериозноста не да настане кога ќе биде регулирана со котизација како што е секаде во свет. Така низ годините растеше бројот. Првата година беше само полумаратон, од следната година ставивме да има трка и маратонска. Нормално маратон е трка од 42 километри, 195 метри и не може да ја истрча баш секој ако се спрема 3 месеци. Тоа е целогодишна подготовка. Понатака станавме членки на АИМС. Значи нашиот маратон е сертифициран. На Визер Скопски маратон може да се обезбеди норма за учество на Олимписки игри, квалификации за учество на европски и светски првенства и сме високо позиционирани. Тоа сега да прашам се, преку овој Скопски маратон ја ставивте Македонија на светската мапа. Да. Како изгледа таа мапа и каде точно ни е местото? Какво место имаме, да речеме? Секој главен град мора да има плоштад и маратон. Инаку не е главен град. И река, нели? Инаку не е главен град. Значи, секаде се случуваат маратони. Дури сега и во Македонија, во секој град има некаква трка. Не маратонска, 5-10 километри, полумаратони. И има надпреварувачи кои што си имаат дневни мапи си означуваат во која држава трчале. 3 до 5% се надпреварувачите кои што трчаат за висок пласман. Сите останати се аматери, рекреативци кои што трчаат за лични резултати, за лични рекорди. Затоа што маратонското трчање меѓу другото и спортска туристичка атракција. Секој еден маратонец во текот на годината си знае каде ќе трча. 2-3 маратони и вика оваа година ќе трчам во Рим, во октомври ќе трчам во Скопје, до година во мај ќе трчам во Белград или каде и да е, нели? И така си се знаат. Маратоните се објавени, има критериум, например, имаат етикети златна, сребрена и бронзена, има во Европската атлетска асоциација и таму има рейтинг, таму имаме 5 звезди.
Постојат критериуми, но не секогаш можеме некои услови да ги одржиме, затоа што ние живееме во општество и некои работи не можеме да ги промениме. Но тоа што можеме го правиме максимум, имаме голема поддршка од сите јавни предпријатија, од армија, полицијата на Македонија. Полицијата наша е врвно рангирана во споредба со полиција од други земји. Значи, кога еден американец дојде и рече ваква полиција немам видено, ми е толку драго дека имаме одлична полиција. Многу компании, многу универзитети, факултети учествуваат во логистичка поддршка. Не секогаш само учесниците се тие кои што се напред истурени и главните се приматот така и учесниците, но околу 1000 луѓе работат позадински за Скопски маратон, Црвен крст, екипи на Да, јас лично го доживувам, верувам дека многу други мои сограѓани како еден од најбавите моменти што се случуваат во текот на годината во Скопје. Мислам дека придонесува за имиџот и еден од ретките моменти кога буквално важи напор, улата стварно е важно да се учествува. Ако не учествуваш во трчањето, тогаш барем да бодриш некако. И некако имам чувство дека и луѓето се насмеани, ведри, поинакви се тој ден. Тој ден има толку енергија, толку емоции, позитивна енергија, да е просто невозможно во останатите 364 дена да има таква солидарност, да има таква поддршка тркачите сами меѓу себе. Публиката е најпотребна, поготово во оние делови каде што им е најтешко на маратонците. Трета македонска бригада и Теодоси Гологанов во било кој дел од патеката. Аеродром Бисер е пример како се бодри, значи аеродромци се врвни во тој дел таму. Убедена сум дека оваа година ќе имаме многу публика, дека ќе имаме многу повеќе публика и тоа е еден од обележјата што, например, не е најслаба карика во делот на публиката, ама оваа година ќе имаме на 20 места музички точки, ќе имаме и средношколски бендови, ќе има и диџеи, ќе има и музичари кои што ќе излезат, ќе бодрат долж патеката и јас како Гордана и како дел од организација искрено посакувам да имаат убава трка сите учесници. Ова е нов момент со бендовите, така? До сега, колку што паметам, не знам да имало? Имало, меѓутоа на патека од 42 километри да ставиме и 100 бенда се малку. Така и секоја година се повеќе и повеќе. Имавме една година и радијата се вклучи и тоа беше феноменално, ама короната не врати 10 години назад во секаков аспект. Така да ние оваа година имаме пријавувањето заврши ноќеска. Сега имаме околу уште се работи позадински 11.000. Што завршило? Ајде Гордана тогаш да видиме колку се пријавени за оваа година. Значи без малку 11.000 учесници. Предвидувањата беа 9.500-10.000 дека ќе имаме. Се надминавте. Пошто се може да се каже дека некој маратон е успешен и може ли да се издвои од овие 19 години до сега да речеме таа година беше најдобро нешто до сега? За мене 2019 беше најдобра затоа што имавме најмногу публика, имавме најголем број на учесници. Маратонот како маратон се издвојува по тоа дали е добар или не, каква има патека, каква има логистика, водени станици, брза помош, освежителни станици, покривање на телевизија, телевизиско покривање. Дали има колку странци, земји кај нас оваа година има 54. Тоа е малку или многу во споредба со другите години? Ние секогаш сме биле тога 52-3, од 46 до 56 до 60. 2019 имавме најголем број, 12.500 учесници. Таа година пред короната тешко се враќа и јас мислев 2025 дека ќе стигнеме, но известно е дека следната година порано ќе стигнеме короната и тоа е секаде во свет, не е само кај нас. Скопје има идеална рамна патека и по тоа се издвојуваме. Скопје има идеална рамна патека што е супер за надпреварувачите. Нема брда, мостови да ги качуваат, кои што, например, сигурно ќе влијае на нивниот резултат, а на крајот атлетиката се мери на резултат на време. И тука е идеално оние елитни надпреварувачи кои што доаѓаат од Кенија, од Етиопија, од Мароко, и од Европа, да постигнат одличен резултат. Сега низ годиниве, драго ни е кога ќе дојдат врвни елитни надпреварувачи, ама ние имаме наши врвни елитни надпреварувачи низ годините, не само рекреативното трчање да се развие. Туку Македонија е сериозна закана за регионот со наши звучни имиња.
и во машка и во женска конкуренција. Дарио Ивановски предничи пред сите и кога на меѓународни маратони во Белград Дарио Ивановски седми влегува. Значи, прв од регионот, после Кенија и Етиопија, кои што се генетски предиспонирани да бидат лесни, да трчаат брзо. Дарио Ивановски е балкански шампион во полумаратон. Една Турција да ја згази, Тоа е неверојатно дете и мене ми е огромна радост и гордост кога ни скопски маратони, ни другите трки се како резултат се јавил Дарио, Адријана, Кираџиеви. Значи тоа се имиња кои што се развиле не поради скопски маратон, ама сме им помогнале и тие нас паралелно да растеме. Ајде го не останува за жал уште неколку минутки. 1 октомври, почеток во 8 часот наутро од предсобрание. 3 трки, така? 4. Да, првата трка, значи едниот старт... Истовремено се сите? Да. Едниот старт е маратон, полумаратон, штафета. Тие стартуваат од кај градска болница се редат и стартуваат под улица Македонија, а трката 5 километри се редат од Рекорд и трчаат во правец кон Кисела вода. Мапата е објавена на веб страната. Сите информации можете да ги најдете на веб страната на нашите социјални мрежи. Од 8 часот до 13:30 сообраќајот ќе биде затворен. Молам за трпение и оваа година. Една година навистина можеме да се стрпиме еден ден во годината. Да. И повик волонтери кои не може да трча, ни требаат волонтери, ни треба публика. Повелете, придружете се и се надевам дека ќе имаме најубаво издание 2023. Значи за учество веќе е доцна, за волонтери може се уште да се пријават, така? Да, има линкови на нашите социјални мрежи на веб страната. Секоја помош на тркачите, 3000 странци ќе бидат тука. Причината зашто ќе се вратат е за волонтерите и за публиката. Многу благодарам, Гордана. Посакувам многу успех, секако дека ќе дојдеме, ќе бодриме сите и еве оваа година нека биде уште поуспешна од 2019-та и така да продолжиме понатаму.